Дали повисокиот данок за постари коли ќе го намали загадувањето или само ќе го наполни буџетот? Министерката за финансии уверува дека целта не била да се соберат повеќе пари од граѓаните, туку да се влијае на подобрување на состојбата на возниот парк. Се уште нема анализи колку пари ќе се соберат со повисоките даноци за постарите коли, а не е утврдена ниту новата стапка. Сега барам лесно ќе можеме за известно време, после дури 6 месеци, една година, да ние видиме како тоа влијало во споредба со претходните години, дали помалку се увезуваат возила кои што се поголеми загадувачи, бидејќи на крајот на денот тоа е целта. Интерес на сите е да се чуваме околината и да го чуваме воздухот. Такси превозниците велат дека не биле консултирани. Најмногу нејасноти имаат околу процентот на поврат. Апелираат во иднина да ги известат кога се прават промени во законите од кои зависи нивното работење. Не знаеме во кој дел се однесува олеснувањето, дали во субвенционирање или во олеснување на данокот на 25% на вкупната сума од продажбата на возилото или од акцизата. Инаку од следната година се предвидува при увоз на постари возила кои загадуваат да се плаќаат повеќе давачки. Газдите на плацеви за поволни автомобили тврдат дека ваквата мерка нема да помогне да се обнови возниот парк и за намалување на загаденоста, а може да го зголеми само трошокот за граѓаните. Само минатата година беа увезени 37.000 возила, од нив 88% били употребувани со просечна старост од повеќе од 10 години, при што од оваа категорија речиси 90% биле дизел возила.